Како ги доживувате барањата на бугарската влада за тоа што треба да содржи преговарачката рамка за Северна Македонија во преговорите со Европската унија и дека треба прво да се постигне договор во заедничката историска комисија за да се одржи првата меѓувладина конференција што е де факто и почетокот на преговори за членство? Видите, Бугарија е држава која се враќа како влијателна држава на Балканскиот полуостров, како членка на НАТО, како членка веќе на Европската унија, таа настојува да ги оствари своите интереси на Балканскиот полуостров и да се постави како важен играч на Балканскиот полуостров и оттаму таа сите своји недоразбирања со суседите ќе настојува да ги реши во своја корист. Значи, јас тоа го сваќам како позиција на Бугарија да се постави како важен играч на геостратешката позиција на Балканскиот полуостров. За жал, Македонија е во период кога треба да преговара со Европската унија, кога многу нешто ќе зависат не само од Бугарија, туку од сите членки на Европската унија. И Бугарија сите недоразбирања што ги има со Македонија во однос на на историските контроверзи, ќе настојува да ги реши во своја корист. И тој притисок веќе се чувствува и понатаму ќе биде силен тук. И Бугарија сметам дека нема да лесно да отстапи од тие своји позиции, бидејќи е во позиција тоа да го наметнува, и според неја таа има некои историски, би рекол, помалку неоправдани барања кон Македонија. Врзувањето на просперитетот на Македонија во преговорите со Европска унија од страна на Бугарија со успехот, односно со работата на историската комисија, јас мислам дека е контрапродуктивно за односите меѓу двете земји. Не може да се очекува тие контроверзи од 7 децении и повеќе да се решат во 3 месеци работа на комисијата. Ниту една комисија, ги има многу, барем на територијата на Европа, кои работеле, не ги решиле тие прашања преку ноќ, што се вели. Затоа, исто така и идните некои соработки на Македонија со Бугарија во рамките на Европската унија, во контекст на европските интеграции на Македонија, не смее да се врзува со работата на комисијата. Јас сметам дека тоа е контрапродуктивно за добрите односи меѓу двете држави. Во листата очекувања од бугарска страна се наведени серија личности и настани за кои се инсистира да се најде заеднички наратив. Можно ли е, ако се водите според тоа како според досегашното искуство во комисијата, можно ли е тоа да се постигне таков договор врз основа на претходното искуство што го имате? Ние во досегашната работа на комисијата постигнавме договор за Цар Самуил, постигнавме договор за Кирил и Методи, постигнавме договор за Свети Наум и за Свети Климент, па дури и за Григор Парличев, од кој подоцна бугарската страна се повлече, бидејќи ние инсистиравме тоа да биде трипартитно чествување, вклучување и на Грција, бидејќи и грчкиот контекст во делото на Парличев е важен, да биде тоа трипартитно во рамки на една балканска соработка, меѓутоа тие потоа се повлекоа од тоа и Григор Парличев остана на понатамошна доработка. За година и пол работа на комисијата, постигнување на согласно за 4-5 историски личности, јас мислам дека извореден успех на една ваква комисија, која повторно ќе повторам во европски контекст работат со децении работат, 7-8 децении. И сега да се инсистира за уште на еден плеада од личности да се постигне согласност во едно изворедно кратко време е нереално. Од друга страна, јас сметам дека преголемиот број на личности, на настани кои би се славеле заеднички меѓу Македонија и Бугарија, исто така би било контрапродуктивно. Ние не можеме да дозволиме да имаме секој месец славење заедно со Бугарија на одредени личности.
Доколку сакаме преку некои настани личности символично да кажеме дека ние сме блиски и имаме испреплетена историја со Бугарија, тогаш тоа може да се направи со мал број на личности кои символично ќе покажат дека ете, ние се помиривме за одредени работи, постигнавме согласно за одредени личности и настани и тоа е доволно. Не е потребно ние за сите контроверзни личности и настани со Бугарија што ги имаме да имаме чествување заеднички. Тоа никаде го нема, ниту ќе доведе до некои сакани резултати. Најголем проблем останува ли Гоце Делчев? Кој бил Гоце Делчев и што може да биде компромисниот наратив за оваа личност? Сега, во овој момент, да, комисијата е застаната на личноста на Гоце Делчев, на евентуалното заедничко чествување на Гоце Делчев. На последни 3-4 состаноци се дискутираше за Гоце Делчев и за жал не се постигна некој поголем напредок. Јас сум го рекол тоа и порано и ќе го повторам, доколку се очекува оваа комисија да го утврди идентитетот на Гоце Делчев, тогаш нема да се постигне решение за Гоце Делчев. Бугарската страна тврди дека е тој бугарин, македонска страна дека е македонец, и тие се сегашните позиции на, не би рекол, нели на 7 членови од таа комисија или од она, туку позиции на бугарската историографија и на македонската историографија. И во овој момент не е возможно тоа прашање околу идентитетот да се пресече и да се рече. Вакво или онакво решение да се донесе. Дебатата за идентитетот на Гоце Делчев ќе продолжи и понатаму. Меѓутоа, моje лично мислење е дека не постои пречка Гоце Делчев да се чествува заедно меѓу Бугарија и Македонија. Гоце Делчев е национален херој. И во Македонија е национален херој и во Бугарија. Гоце Делчев значи е споделена личност меѓу тие два народи, меѓу тие два историски наративи. Меѓутоа, ако погледнете од друга страна, Гоце Делчев кај македонците е убедливо најголемиот историски мит, вистински историски мит. Не постои поголем мит од Гоце Делчев за македонците од Гоце Делчев. Не постои поголем мит. Тоа е убедливо на врвот. Ако погледнете од бугарска страна, да, тој е национален херој и за Бугарија, и за бугарскиот народ. Меѓутоа, ако го погледнете пантеонот на национални херои на Бугарија, ќе видите дека таму на прво место, можеби не на прво место, меѓутоа на врвот, на самиот врв е Левски, Васил Левски. Таму го е Христо Ботев. Гоце Делчев е некаде подолу. И ако повторно направиме една малку по-длабока анализа, ќе видиме дека митот за Гоце Делчев кај бугарите е присутен кај бугарите кои потекнуваат од Македонија, кои имаат македонско потекло. Таму е силен митот за Гоце Делчев. Не и за бугарите кои немаат некои врски, корени со Македонија. Од тука, одвојувањето на Гоце Делчев од Македонија, со нивното инсистирање да признаеме дека тој бил бугарин од македонскиот народ, е невозможно. Јас имам чувство дека Гоце Делчев е во овој момент, митот за Гоце Делчев е над сите историски архиви, би рекол, над сите пишувања за Гоце Делчев. Во овој момент, мислам, што и да се открие за Гоце Делчев, не знам каков архивски документ, не знам какво тврдење, ништо не може на Гоце Делчев да му се прилепи за тој да престане да биде мит, историски мит и најважна историска личност и најголем национален херој за Македонија. Тоа е невозможно и затоа инсистирањето да се условно кажано признае нешто од наша страна е многу контрапродуктивно во односите меѓу двете комисии и во македонско-бугарските. Може ли решението биде на линија како што некои од политичарите говорат да се каже дека да можеби се чувствувал бугарин, меѓутоа се борел за независна Македонија? Можно решение. Видите, Гоце Делчев
е роден во Македонија, тоа е изворедно важно за неговиот понатамошен идентитет. Меѓутоа, во исто време Гоце Делчев поминува еден образовен систем на бугарски школи. Поминува бугарска прогимназија, бугарска гимназија, бугарска воена школа. И во тие школи се негува бугарскиот идентитет, национален идентитет, не се негува македонскиот. Кога еден млад човек ќе помине низ еден таков образовен систем, крај на 19 век, почеток на 20 век, кога национализмот е на врвот на Балканскиот полуостров, кога се спремат националните држави за ова парче земји и за овие души на овие луѓе што живеат тука, тогаш не е возможно кај млад човек да не се развие некакво чувство за припадност кон одредена нација или кон одреден народ. Меѓутоа, Гоце Делчев е роден во Македонија. Тој има силно македонско, географско, регионално чувство. Гоце Делчев во текот на својата дејност развива силна политичка, револуционерна активност за слобода на Македонија, за слобода на македонскиот народ. Неговиот политички идентитет е апсолутно силно македонски, кој ги засенува сите други идентитети, условно би рекол, кои можат да се препознаат во неговиот идентитет. Тој политички идентитет, тој политички сепаратизам на Гоце Делчев е, би рекол, тој протонационален идентитет кој почнува да се развива кај македонското население овде, кој почнува Македонија да ја чувствува како своја татковина, да ја перцепира како татковина која треба да се ослободи и да формира своја држава. И затоа инсистирањето од Бугарија да кажеме дека тој бил бугарин не, според мене е неприфатливо токму од тие причини поради силни други моменти кои на Гоце Делчев му даваат поголема тежина како македонец, отколку како бугарин. Има наводи дека во комисијата се разговарало и за прашањето на македонскиот јазик. Точно ли е дека некогаш оваа тема била отворена на состаноците на комисијата? Не. Никогаш не сме разговарале за македонскиот јазик, ниту тоа е тема на една од прашањата по кои треба да расправа таа комисија. Јас мислам дека прашањето за македонскиот јазик апсолутно не треба да биде ниту разгледувано, ниту дискутирано, бидејќи тоа е прашање кое не постои објективно. Македонскиот јазик постои, македонскиот јазик е верифициран одамна, постои огромна литература преведена од македонски на бугарски јазик, ние имаме врвни писатели, поети и да се расправа за македонскиот јазик е безсмислено. Колку тој да е близок јазик до бугарскиот јазик, колку на нас да не ни требаат преведувачи кога разговараме со бугарската страна и обичните луѓе и официјално, сепак тоа се два посебни јазици, македонски и бугарски. И по мене и самото отварање на тие прашања од македонска страна со петиции, со декларации е држање на темата отворено, непотребно отварање на темата, држање на тоа прашање отворено за македонскиот јазик, што по мене е непотребно бидејќи прашањето за македонскиот јазик е апсолвирано. Поострите тонови во изјавата на Бугарија приложена кон заклучокот на Советот за општи заеднички работи на ЕУ, на кој се донесе одлука за почеток на преговори со земјава, особено во делот на наименувањето на јазикот како македонски, како да се насетува мало попуштање од бугарска страна, мислам пред се на настапите на бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, па дури на бугарскиот премиер Бојко Борисов кој рече комисијата нека се договори, нека ми го стави документот да го потпиша. Јас мислам дека бугарската страна во однос на јазикот сваќа дека не може да излезе победник во тој спор. Исто така јас не верувам дека некој од европските држави, би рекол, би застанал на страната на тоа, бидејќи во 21. век вие на некого да му го негирате правото својот јазик да го нарекува онака како што сака е просто невозможно за високо ниво на демократија во Европската унија. Вие на него да му забраните вашиот јазик нема да се вика вака, ќе се вика вака, е апсолутно невозможно, јас сметам. И мислам дека тука Бугарија е станува свесна дека нема да постигне преголем успех. По мене
успех што може да постигне, можеби во некоја фуснота да стојат во тие документи, горе ќе стои македонски јазик со фуснота во која доле дека Бугарија го признава тој јазик според уставот на Република Северна Македонија. И тука мислам би било најголемото попуштање од страна на Европската унија. Сето друго би било пораз за Европската унија и во крајна линија јас дури би бил порадикален, би рекол, ако е условот ние да кажеме дека тој јазик не постои, тогаш јас не би ги ни почнал преговорите со Европска унија. Ако не натерат ние да кажеме дека тој јазик не постои, него постои само според нашиот устав, јас не би ги ни почнал преговорите со Европска унија. Тогаш не ни е потребна на нас Европска унија. Како ние? Со што ќе влеземе ние таму? Како што? Со кој јазик? Со кој идентитет? Јазикот е еден од главните столбови на идентитетот на македонскиот народ и тука апсолутно немам дилема дека мора да обстои македонската држава без разлика која е на власт на таа позиција. Благодарам. Благодарам и на вас.